Повик за слободан устав обранителите, но и оставка на владата и распишување предвремени парламентарни избори. Масовниот протест кој собра повеќе илјадници граѓани покажува незадоволство и желба за пат на моменталната власт. Причините се многу, сметат експертите, како економската состојба, така и лошото справување со здравствената криза, но големи проблеми се криминалот и корупцијата. Според поранешниот амбасадор на Македонија во Велика Британија Ристо Никовски, главна причина за гневот на граѓаните и играњето со националните интереси на државата, која прво почна со промената на уставното име, продолжува со прифаќањето на бугарските уцени и условувања. Народот е свесен дека трагедијата со која живее мора да заврши. Ова е само почеток на една нова ера која ќе дојде и мора да дојде до промени со кои ќе се прекинат сите тие давања на се македонско, жртвување на се македонско, жртвување на македонизмот, на нашиот символ и дури одење во насока дека да се прифати една срамна политика дека наши татковци и дедовци биле бугари. Според Никовски, ова треба да биде само почеток на вранот кој ќе го покаже незадоволството на граѓаните. Вели доколку не била пандемијата, бројот на излезени луѓе ќе бил многу поголем. И вчера да не беше пандемијата, јас сум уверен дека имаше преку 100.000 луѓе, цела Македонија ќе станеше на нозе, меѓутоа сепак беше доволно масовно да се демонстрира спремноста на народот да го брани она свое најсвето, а тоа е дека ние како народ постоиме и тоа со илјадогодишна традиција. Пред камерата на ОФЕ самите граѓани кажаа дека не е слободата за осудените за настаните од 27 април единствена причина да излезат на овој протест. Причини има и многу други. Буквално од се, од продавањето на националните интереси на њу. За се, цела ситуација е бескрајно мизерна. Што се не разбавува? Од се. Од апсолутно од се. Заради корупцијата, невработеноста, сиромаштијата, македонците воопшто не се срекни во својата држава, не знаат како да градат својата иднина, посебно ние младите кои што наместо да имаме просперитет во нашата држава, ние не знаеме кој крај да го фатиме со плаќање сметки, со плаќање факултет, со воопшто нашиот живот. Лошото справување со здравствената криза, лошата економска состојба на граѓаните и се друго. Од опозицијската ВМРО ДПМН порачуваат дека и покрај тоа што сме во пандемија, над 15.000 граѓани не можејќи повеќе да издржат се што се случува во државата, решиле да излезат на улици и да го покажат своето незадоволство. Од владачката СДСМ пак повторно со истата реторика, луѓето за кои се протестирало не били уставобранители, туку терористи, а опозицијата бранела криминал.